во серијата интервјуа со председателските кандидати и кандидатки. Денеска наш гостин е професорката Гордана Силјановска Давкова, подржана од ВМРО, ДПМН и коалицијата. Добре дојдовте, професорке Силјановска Давкова. Чест ми е што ве имаме и што ќе имаме можност да разговараме денеска со вас. И мене чест ми е што сум овде за први пат. На безмалку 2 недели сме пред завршувањето на кампањата и гласањето на првиот круг од председателските избори. Како го оценувате до сегашниот тек на изборната кампања? Зависи од кој агол ќе гледаме. Инаку во стартот беше јасно дека кога во вториот круг се преклопуваат председателските и парламентарните избори и покрај големи напори и покрај добра намера да ги одвоите, тоа е во стартот невозможно. Останува, значи што? Останува кандидатите за председателската функција да се држат до предизвиците врзани за тој статус и обратно. Се уште не се почнати парламентарните избори, но кажувам дека атмосферата е таква како да веќе се одвиваат. Од плакатите по улиците, па и договорите на сите средби, на сите, ако сакате, трибини, факт е дека се појавуваат и клучните личности од партиите во знак на поддршка, но невозможно е да не споменете и диагноза на состојбите или собствени цели. Тоа на пати, значи, создава впечаток дека како да се заедно. Дека кампањата и едната и другата кампања. Дека кампањата е пред време почната. Парламентарната може би да кампања, дека е, иако е тоа пред кампања, меѓутоа и за председателската кампања имаше спотови, плакати, што беа изложени предвремено. Што е со содржината на изборната кампања? Чувствувате ли тука некакви негативни конотации или тоа е во рамките на одредена политичка култура, одредено политичко ниво меѓу кандидатите? Зависи. Јас од секогаш сум велела дека до максимум ќе се држам до програмата, до целите, до она што имам намера да го правам, но ако е потребно некогаш и ќе одговорам. Добро забележавте. Јас веќе сум истерала многу митинзи, меѓутоа не говорам на митинзите за другите луѓе, но кога ме праша, одговорив, се обидувам повторно тоа да биде пристојно, да не биде навредливо. Меѓутоа, проблемот постои уште во стартот. Да подсетам дека еден од кандидатите не го потпиша кодексот за фери демократски избори. А кодексот не е непишано правило, туку е дел од изборниот законник. Тоа е прво. Второ, во стартот кажувам дека луѓе кои се на функција, на председателска, на градоначалничка функција, особено на тие инокосните, се во позиција и својот статус да го искористат намерно или ненамерно за целите на кампањата. Ако забележувате, мене ме нема во собранието, намерно. Сум била 2 пати на седница за прашање што немаат врска со изборите, но мислам дека и во овој поглед некои од кандидатите го прекршија изборниот законник. Например, да, председателот во секоја прилика треба да има посебна заштита заради статусот, но кога е во прашање членот 8б, во кој што се вели дека државен простор, канцеларија, ресурси не може да се употребуваат, не се држеа до тоа. Например,
во едно интервју кое беше пропатено со спот, го видовме во Вилата Водно, заедно со новинарката, па дури и како го коментира однесувањето на гардата што го чува. Јас мислам дека не може во тој простор. Тој е државен простор. Многу пати исто така и од кабинетот слушаме соопштенија и тоа не може да биде. Што се однесува до говорите, дека и некои кандидати слушам точки од програмата и тоа е сосема во ред. Други кандидати главно коментираат. Не знам, јас честопати цитирам еден професор. Како ќе ја дефинирате? Кој велеше дека ако не сме ние, тие нема за што да зборуваат. Полесно е да опишувате некого, да коментирате, одошто да креирате или да презентирате став. Вчера Државната комисија за спречување на корупција донесе одлука да го прифати вашето барање за огласот за Академијата за суди и јавни обвинители. Предпоставам задоволна сте одлуката, но очекувате ли оваа одлука да биде прифатена од Управниот суд, бидејќи Академијата најави дека ќе се жали денеска, затоа што роковите се нели 24 часа па 48 часа. Итни рокови, куси рокови. Да, очекувам. И однапред кажувам дека јас немам доверба во Управниот суд. Особено не во председателот на Управниот суд, кој во некои пресуди дури цитира членови што не постојат, што се укинати. Не верувам. Инаку, да, првата средба со новиот состав на антикорупцијска комисија, мене ми ветува дека ќе продолжи тамо каде што предходниот состав застана. Јас имав голема почит кон предходниот состав и покрај ограничените овластувања, навистина се однесуваа како борки за заштита на уставот и законите во борбата со корупцијата и криминалот. Иначе јас без оглед на пресудата на Управниот суд ќе ги информирам за ова ОПСЕ ОДИХР, ама и донаторите на Академијата. Инаку се збунив, морам да кажам. Знам како се одвива некоја постапка, јас тоа воопшто не го сторив како кандидатка за председателка и дури се нервирам што стоеше така. Јас тоа го ставив како професорка, бидејќи изборните правила, законот за антикорупцијската комисија навистина треба да се почитува во секој момент, а особено за време на изборниот процес, и затоа мислев дека на мојот приговор со наводи ќе добијам контраравот и одговор. Ама слушав, не знам, раскажување зошто била формирана Академијата, како тоа била посебна институција, како тоа бил специфичен, атипичен, нетипичен работен однос. И да бидам искрена, кога си дојдов дома, на што се загрежев? Да, тамо има и образовна димензија, едукативна димензија, да, но се шокирав од негирањето на еден ноторен факт дека во сегашниот состав на суди и јавни обвинители влегоа 100 луѓе кои беа на Академијата без да исполнуваат услови, бидејќи без завршен факултет положиле правосуден испит, без 2-годишно работно искуство си положиле правосуден испит. Кога се вработувате вие или кога конкурирате некаде, одите со сертификат за положен правосуден испит, туку со диплома. Како некој не им побара луѓе згора, за мнозина од нив, имавме факт точен дека ги фалсификувале и сертификатите за познавање на англискиот јазик, Кембридж сертификатот, и замислете, наместо да бидат санкционирани, во Академијата го укина
условот да имате сертификат и како смислија полагање на англиски јазик тамо пред комисија. Тоа мене ме требаше. Зашто не можете да влезете во судството и во јавното обвинителство на ваков начин. Без дигнитет и интегритет. Тамо треба да влезат најдобрите. И уште нешто, да, принципот на правична и соодветна застапеност и тамо се применува, меѓутоа стручноста и компетентноста мора да бидат први. И јас постојано ја повторувам пресудата од Страсбург во случајот Сејдич и Финци во Босна и Херцеговина, каде што се вели дека не може да има било какви други критериуми, расни, етнички, верски, во судската власт, туку само во политиката. Ама кај нас не е така. Стана занимање да сте македонец, турчин, ром, албанец. Затоа си бегаат најумните. Зошто немаат шанса врз основа на своето знаење. Зборувавте многу за вашата програма денувиве. Кои се главните поенти што би сакале да им ги посочите на гласачите, особено на оние гласачи кои што се уште се двоумат да излезат на изборите? Многу од политичките партии, многу од кандидатите се обидуваат да стасаат до овие гласачи. Кои се поентите што вие би ги посочиле од вашата програма како клучни, со кои што би ги повикале уште еднаш да излезат на гласање на 24? Светот и Европа се борат со абстиненцијата. Не само со абстиненцијата која што расте, туку и дури и со антиполитика. Зашто луѓето, големиот дел од нив, не сакаат да се вклучат, дури ни во изборниот процес. Ние немаме задолжително пасивно избирачко право да мора да гласате како во некои држави. Јас сум против таквото право. Меѓутоа, ова навистина треба да делува освестувачки на сите. Значи, јас не им се обраќам само на оние кои застанале за тие кои ме предложија, туку и на минатиот пат и добив од нив, може би повеќе од 60.000 гласови, од неопределени луѓе, од аполитични луѓе кои решиле, може би, заради идентификување со некои од моите ставови, да излезат на гласање. Во текот, сега ќе ви кажам, во текот на овие 4 години, јас се однесував автономно, неколку пати гласав и поинаку од партијата и од сите, зашто бидејќи сметав дека за некој на кој му е животна филозофија владењето на правото, тоа е нормално. Значи, на таа линија, во поглед на постојните надлежности, кои не се можеби многу, но може да се практикуваат, реков и еве повторувам дека мислам дека е потребно председателот да овозможи директна врска со било кој граѓанин и дека е добро да се вратат народните канцеларии. Ке видиме дали регионално или како, но сигурно ќе постојат. Тоа е едното. Второто е околу обраќањата пред парламентот. Мислам дека не е добро решение само пред Нова година да се обратите. Тоа е во уставот да најмалку еднаш годишно, кај настана најмногу еднаш годишно. Има многу ситуации кога како некој кој ги представува граѓаните, треба да се појави председателот. Да не бројам. Од пензионери до лица со посебни потреби, до она што се случуваше на онкологија, до финки. Јас сум една од оние кои секоја година, 4 години поднесуваат амандман на буџетот заедно со колешката Велика Стојкова, молејки го министерот за финансии и за образование да стават барем кров на овие две згради, а ако можат и да пресечат една лента, оти само на секоја седница велат дека се загрижени од екзодусот и така натаму, а инспирацијата за мене се токму студентите од Финки,
кои низ цела Европа високо се котираат и си заминуваат, не се враќаат од државите каде што одат на пракса. Пазете, во субстандардни услови. Значи, ќе се обраќам пред парламент. Ќе се обраќам не само за тоа, туку во градењето на заедничка безбедносна политика, заедничка надворешна политика. Тогаш кога ќе носиме, треба да носиме клучни одлуки за државата, за да ја прашам и опозицијата што мисли, да укажам на некои проблеми, да побарам совет, истото претходно со владата и така натаму. Ќе го употребувам ветото ако не помагаат моите укажувања на неуставноста на законите, па дури и ќе покренувам иницијативи пред Уставен суд. Исклучиво ќе барам дипломатите пред да заминат на одредена дестинација, да се појават пред надлежната комисија за надворешна политика, додека бев пратеничка. Голем дел од амбасадорите воопшто не се појавија, а председателот подпиша за нивно заминување. Тоа не е во рамките на поделбата на власта. Ке инсистирам на меритократија кај дипломатите, за да ја подобриме представата за државата. Некогаш не представуваат луѓе кои ниту себе можат да се представат, ниту имаат што да представат. Скандал мајстори. Особено е важно кој не представува во мултилатералните организации, таму нема големи и мали, силни, слаби. Понатаму во Советот за безбедност председателот има право тројца да номинира. Тоа мора да бидат врвни познавачи на безбедносните прашања. Председателот мора да има студии, групи, за да ги презентира нив, за да, бидејќи, како што гледате, за жал, тука и ЕУ има вина и сите ние со чинење и нечинење, од и суштината на основањето на Европската заедница беше вечен кантов мир. Не успеавме во тоа. Дојдовме до Европската унија, прашањето кое што е едно од најважните. Уште само во Советот да бидат двајцата најдобри во судскиот совет, во Уставниот суд, признанијата и наградите да се најдат во прави раце, шеф на генералштабот да биде тој кој најмногу го почитуваат и најмногу знае и други. Така натаму. Дојдовме до ЕУ. Ајде. Како вие како иден председател на државата, доколку победите на овие избори, ќе придонесете за решавање на прашањето поврзано со преговорите за поглавјата за Европската унија? Тука станува збор, значи прашањето уставни измени, потоа ветото од Бугарија и почетокот на преговорите, реалните преговори по поглавја за влез во Европската унија. Вие имате свој став, многу пати сме го чуле тој став. Јас сум го соопштила ставот и на сите дипломати, на сите министри кои доаѓале во собранието. Се разбира, јас не можам во моментот да кажам дека тие тоа што го кажувам јас, билат дека го разбираат, бидејќи јас се повикувам на темелните вредности и принципи на Европската унија, на нивните основачки документи. Тоа е Европското уставно право и тоа е заштитено во судот во Луксембург, судот на правдата на Европската унија и важи за сите. Значи, не можам да не подсетам, меѓутоа шокирана сум од одговорот кој најчесто го слушам, дека разговаравме со председателот, со министерот за надворешни работи, за евроинтеграција и со други, тие велат дека нема проблем. Ама како нема проблем ако се вели дека во тие принципи влегува признавање, бидејќи на ЕУ, нели, сликата на ЕУ, најважната е единство на различности. И тие велат дека нема да се мешаат во внатрешните работи, ќе ги почитуваат уставните и политичките структури, самоопределувањето, дигнитетот и интегритетот, да не бројам, националниот и културниот идентитет, реципроцитетот во почитувањето на во склучувањето на договорите и така натаму. Се разбира дека тоа што важи за нив треба да важи за сите и важеше. Треба да важи за нас. Да.
Понекогаш знам јас дека е ова светот на реал политиката и дека меѓутоа на реал политиката и треба малку идеализам, иначе ајде да ги укинеме институциите. Може ли да се промени преговарачката рамка? Јас не можам вака да ви одговорам, меѓутоа јас мислам дека може. Сега ќе има и европски избори. Така. Така, ќе се промени целата политичка структура и во Европа. Еве, имаме кај нас избори. Да. И кај нас би можеле да се променат работите. Очекувате некакви промени? Значи слушаме вака кога велат неколку и деневи ве ги слушам. Па сите одлучиле што можете вие, еве и председателот го слушам, сега нешто слушам за нов реализам па нов, интересна работа. Добро. Значи вака. Јас знам дека се тие практични и прагматични, дека сакаат да си решат некој проблем, ама решавањето некогаш може да биде под наводници и да отвори нов проблем. Значи, дури со интерпретација на оваа преговарачка рамка поинаква, оти не зборуваме за Библија или за Коран. Не зборуваме за Талмуд, за Тора. Не. Зборуваме за преговарачка рамка. Значи, видете, ако во преговарачката рамка напишале дека влегува и договорот за пријателство и добрососедство. Така? И во тој договор за пријателство и добрососедство има преамбула во која се вели дека Бугарија се обврзува дека ќе ја помага Македонија на патот. Ако е вето помош, тогаш јас имам проблем со познавањето на европското право. Да, има член во кој што се формираат комисиите и така натаму. За историски прашања. Меѓутоа, ако вие сте рекли дека ќе ги почитувате темелна вредност, националниот и културниот идентитет, тогаш разговорите за историските прашања нека имаат формат како истите такви разговори што се уште траат меѓу Германија и Франција, меѓу Полска и Германија и така натаму. Тие служат за градење на меѓусебна доверба, за да го разберете другиот, а не за да го употребите ветото. Замислете да го употребувале ветото овие држави една на друга, дали воопшто ќе можеше да има исчекор од основачите на европската заедница, тогаш па понатаму немаше да има проширување. Значи, ако има една интерпретација дека тие историски прашања не можат да бидат основ за вето, можат да бидат што? Копенхагенските критериуми. Тогаш нема да има голем проблем. Или ако се договорат дека не да ни даваат нас Германија, нема ни проблем со Германија и со Соединетите Американски држави гаранции да ни даваат, не. Бугарија нас треба да ни даде гаранции. Ама извинете, гаранциите, како да не ги слушам јас од бугарските политичари. Тоа е неверојатен говор. Неверојатен говор начело со председателот Радев. И тие си се повикуваат на што? Си се повикуваат на декларацијата донесена, меморандумот донесен во парламентот. Ние такво нешто не изградивме. Имавме, но не се државме за него. Значи, сакам да кажам, се разбира дека сум за его. Се разбира дека сум за его. Но не гледам јас фаталистички на ЕУ, за да се плашам да кажам дека ако предавам уставно право, како да им кажам на студентите дека темелните вредности и принципи, заштитени што ви се пред суд, не важат за некој непослушен од вашата фамилија, ама и вие велите не важат за земјите кои се кандидати да бидат почитувани. Тогаш тоа не е во ред. ЕУ треба да биде заедница полити, е на принципи, не е на бирократски машинерии. Значи, мислам дека може да се договориме околу стапување, варианти има многу. Околу тоа кога ќе стапат во сила, околу обврската на Бугарија со закана со членот 7, дека мора да ги почитува пресудите на судот во Страсбург. Како може да не почитувате пресуди на суд, а имате судија во судот и вие им судите на другите? Па тоа не е европски. Значи, мислам дека може да се најде решение. Како што на Србија и велат дека
ќе се смени, па им ги сменија со методологиите и преговарачките рамки се. Ама сега нова промена велат во однос на во односите со Косово и така натаму. Има различни теории деновиве особено од албанскиот политички блок, во смисла на тоа дека уставни измени може да се направи дури и со стариот состав по инаугурацијата на председателот. Шокирана сум. Уставни измени по теркот на преспанските. Уставни измени да се направат до крајот на годината. Имаме сега да не цитирам, бидејќи не спомнуваме имиња на други кандидати. Право сте. Да. Морам нешто само да кажам. Повелете. Знаете што е тука страшно? Ние со тоа кажуваме дека не го почитуваме Уставот, односно постапката за промена на Уставот. Како можете вие однапред да кажете дека ќе се договорат лидерите на партиите или председателот на државата со премиерот и председателот на собранието? Па имаме ли тогаш ние правна држава? Нели пратениците ги представуваат граѓаните и гласаат по сопствено уверување? Ке им кажете на пратениците со камшик како да гласаат? Па тогаш ние немаме парламентарна демократија. Како тоа некој знае, тоа е навредливо. Тоа го споменуваат и како услов за формирање на некоја идна влада. Видите, идна влада се формира, се знае да го видиме резултатот, па ќе има идна влада. Одлични ви се прашањата зошто. Тие укажуваат дека сме ние далеку од владење на правото и од правна држава. Ако мисли дека на ваков начин, преку постојано менување на Уставот од надвор, ќе решиме проблеми, иначе ова околу добрососедските односи не е ни дел од Копенхагенските критериуми, туку е дел од оној договор за стабилизација и асоциација, тогаш ние не чекориме кон него, бидејќи уставните демократии се најважни. Како тоа, знаете каква е постапката, 3 читања за промена на Уставот, па јавна расправа има, па има рокови, па амандмани. Јас ништо не разбирам. Така некои ликови го подразбираат владењето на конзулски начин. Прво ќе се договориме, па после ќе одглумиме формално дека имаме институции. Значи, тие ги носат одлуките надвор од институциите. Затоа се институциите слаби, а тие ликови прејаки. Затоа ние немаме. Имаме сериозни проблеми со европската демократија. Професор, ке го надминавме многу времето. Извинете. Моето последно прашање во ова интервју, очекувате да влезете во вториот круг, тоа е веќе известно, еве, да речеме, според анкетите од првото прашање што го речеме, да. Веруваме дека ќе влезете во вториот круг. Кој очекувате да биде ваш против кандидат во вториот круг и иначе и гласови се надевате? Кој ме прашувале кого сакате, кого очекувате, видете сега. Ако ги имам во предвид минатите резултати, ако ги имам во предвид анкетите, тогаш некако логично ми се наметнува заклучокот дека повторно господинот Пендаровски има најголеми шанси да биде еден од оние што ќе влезат во вториот круг. Иначе со кого за вториот круг веднаш не можам да кажам, меѓутоа имало различни разговори. Јас мислам дека политиката е практична и прагматична активност. Дека понекогаш се склучуваат интересни сојузи. Но јас едно можам да кажам. Дека ќе се однесувам надпартиски, непартиски. Дека во трагањето по коалициони партнери нема да дозволам да се прават пазари со мене. Ветувања кои се непристојни, бидејќи ситуацијата во која што сме е резултат и на пазарно ориентирана политика, а не на политика како уметност на можното. Значи, да видиме што ќе се случи, па потоа, веројатно, во коалицирањето важно
и во мојот кабинет, и во моите односи, јас луѓето нема да ги делам по ниту еден основ. Дури оние што се најмаргинализирани, намерно ќе ги направам видливи, за да можат да не се плашат за себе, туку за да можат своето знаење, ум, креација да ги стават во функција на демократијата. Професорке, многу ви благодарам за ова интервју. Ви посакувам успех и се надевам дека повторно ќе се сретнеме во нека следна прилика. И јас имам благодарност за вас.